По повод 50 годишнината од смртта на македонскиот Модилјани, доаѓенот Никола Мартиновски и 55 години од отворањето на галеријата на Мартиновски во Крушево, оваа установа за прв пат издаде детален каталог кој што комплетно го обработува 61-то ремек дело, кои што се сместени тука. Автор е историчарот на уметност Борис Марковски, а галеријата ги содржи делата на Мартиновски од неговиот почеток на творење се до 1968-та, кога таа е и отворена. Ние имавме каталози во кои се наведени списочно кои се, но како се, зошто се, во кои тие негови периоди на животот ги твореле, која е причината, тие поделби на сите тие дела ги немаме. И конечно сум среќен што и таа работа се направи и сега ја имаме потполно сликата за ова наша изложба. За прв пат посериозно и посодржајно изработен каталог за изложените предмети од галеријата Никола Мартиновски, кој што ги сублимира и категоризира, пред се ги документира неговите дела, кој што во суштина е едно од најбогатите и најголеми збирки во самата наша држава. На отворањето беше потенцирано дека добро би било тука да се донесат и дела од 1968 па се до смртта на Мартиновски во 1973, кои што дела во моментов се наоѓаат во разни институции и приватни колекции. Така да во една наредна обработка точно ако ние ги знајдиме, ако ги таргетираме кои се тие дела кои би можеле ние нели и да ги добиеме, зашто тоа не е само едноставно дека ги има таму па ние некој ќе ни ги даде. Неговите дела котираат многу високо на пазарот, имаат многу висока сума, така да тоа ќе е еден многу тежок процес во кој ќе треба и самото министерство да оддели една убава сума на пари со кој ние ќе можеме тоа да го оствариме. Каталогот е двојазичен со македонски и англиски јазик. Проектот е поддржан од Министерство за култура, дел од средствата се од Министерство за култура, дел од средствата се финансирани од самата институција. Ова галерија е една од најпосетуваните во нашата држава. Овој каталог ќе придонесе популаризација на самата галерија во Крушево. Каталогот во моментов е во лимитирано издание со мал тираж наменет пред се за стручната јавност. Се очекува идната година државата да одвои повеќе средства и за негово второ издание, достапно за комерцијална употреба, од што голема корист има Историскиот музеј во Крушево.